Ако твоето селфи изгледа подобро од твоето лице, тогаш кој ја пишува вистинската слика за тебе? Денес убавината повеќе се пишува во код од алгоритми, не од природата. Во изминатата деценија филтрите за убавина прерасна од забава во основна алатка за визуелна самопредстава. Од Snapchat до TikTok измазнуваат кожа, истенчуваат нос, ги нагласуваат образите, ги осветлуваат очите. Но последиците одат подлабоко од естетиката. Терминот филтер дисморфија или Snapchat дисморфија веќе опишува загрижувачки феномен. Луѓето што бараат естетска хирургија за да изгледаат како своите филтрирани селфиња. Едно големо истражување во 2024 година со речиси 3000 учесници и повеќе од 400 лица покажа дека речиси секој е пофален повеќе по филтрирањето и дека филтрите не ја менуваат само сликата, туку и социјалната перцепција. Некогаш трчавме по изгледот на славните. Денес трчаме по сопствените дигитално уредени верзии. Што значи тоа кога нашето огледало станува код, а идентитетот филтер? Клиничките психолози предупредуваат, постојаната изложеност на идеализирани филтрирани слики може да придонесе за телесна дисморфија, состојба во која личноста обсесивно се врзува за замислени или минимални дефекти. Паралелно се појавуваат и контратрендови, кампањи за автентичност, предизвици без филтри, поширока застапеност на различни тела и лица. Како што дигиталните алатки стануваат посилни, ќе стане ли новиот идеал целосно алгоритамски? Иако сите тргнеме кон иста уредена матрица, колку простор ќе остане за вистинската различност? Во свет каде убавината е програмирана, можеби најсилниот отпор е одлуката да останеш без филтер.